Почитувани медиуми, ќе бидам многу краток. Тука сум да изразам благодарност до партнерска, сојузничка и пријателска Словачка, до заменикот министр за надворешни и европски прашања, нашиот драг пријател Мартин Клус, со кого вчера имавме прилика подолго да поразговараме, и до активниот амбасадор Хенрик Маркуш. Словачка во неколку наврати покажува голема солидарност и во периоди кога на словачкиот народ му треба помош и поддршка. Нема да зборувам многу за овие 4 исклучително модерни и барани респиратори, бидејќи се адаптираат на потребите на организмот. Словачка исто така е една од најактивните поддржувачи на нашата европска иднина и затоа посебно сум тука денеска. Сакам да изразам, да потенцирам благодарноста на нашата Македонија, на македонските граѓани до словачката влада и словачкиот народ, бидејќи застанаа цврсто и јасно на европските принципи. А без тоа ЕУ, се разбира, не може да биде заедница на вредности. Европската унија не е само еден джиновски пазар, таа почива и на принципи и на вредности. И вчера подолго разменувавме информации, разговаравме како оваа година да има успех, бидејќи ако нема и оваа година поместување во однос на проширувањето на Европската унија во нашиот регион, Западниот Балкан, ќе бледне европската идеја и се повеќе ќе имаме компетитивни визии за еднината на Балканот. Токму македонскиот случај е исклучително драстичен и поради времето што помина. Годинава одбележуваме 2 децении од спогодбата за стабилизација и асоциација. Ја подпишавме први. По нас беше Хрватска. Хрватска годинава одбележува 8 години членство, а ние го немаме почето пристапниот процес. Пречката беше билатерален проблем. Тој проблем го решивме. Со сите наши мани и несовршености, апсолутно одиме напред, и тоа вчера го покаже извештајот на Freedom House за нации во транзиција, каде ние сме единствените во регионот со така видлив напредок во демократските процеси. Решивме проблем што многу тешко се решава, и ако тоа не го препознае Европската унија, па и нашите соседи, бидејќи нема други земји членки кои би требало да имаат поголем интерес од нашиот европски пат, токму од нашите соседи, тогаш целата европска иднина на Балканот бледне е премногу. И се помалку ќе можеме да ги убедиме граѓаните дека ова е реално и дека е остварливо и дека треба да веруваме на зборовите, на декларациите, на одлуките на земјите членки. Ви благодарам. Сега може би